18 наставници од Кочани, вработени во основните и средните училишта, ги исполнуваат условите за трансформација на работен однос на неопределено време. Директорите поднесоа барања, но дали истите ќе бидат прифатени, зависи од стручната комисија која ќе заседава текувната недела. Доколку комисијата ги прегледа и ги одобри сите, на крај градоначалникот подпишува и ги препраќаме до Министерството за образование и наука во Скопје. Неопределеното работно време не значи дека наставникот ќе оди на работа иако нема доволен број часови, додаде Ѓоргиева. Трансформацијата знае дека тие ќе добијат решение за неопределено работно време, меѓутоа знаеме дека и тоа неопределено работно време, кој што ќе го добијат како решение за неопределено работно време, значи таков однос, работен однос ќе заснуваат, доколку нема часови, не значи дека ќе вечно, ќе можат да работат и да се ослонуваат на тоа решение. Секоја година, секој наставник си добива на 1 септември ново решение за распределување на работни задачи, односно работно место. На крајот од состанокот се разговараше и за реализација на акцијата Ден на дрвото, која што првично беше предвидена да се спроведе на 6 ноември, но заради високите температури и отсуството на врнежи е одложена за 13 или 20 ноември, во зависност од временските услови.